Добар ден и од мене. Секогаш представува задоволство да се присуствува на завршени проекти кои што беа дел од програмата за локалните избори минатата година. Градоначалникот на Свети Николе заедно со тимот овде покажува исклучителна посветеност, храброст, честност, работливост и можам да кажам дека огромен процент од програмата која што беше ветена за време на минатогодишната кампања за локалните избори веќе е реализирана. Еден таков објект е и оваа спортска сала која што ја гледате тука позади. За другите проекти Дејан веќе зборуваше, кажа кои се завршени, кои ќе бидат во план за следната 2023 година. И практично со тоа најголемиот дел од ветеното ќе биде испорачено пред граѓаните. Но за да направиме проект повеќе, потребни се предвремени парламентарни избори и некоја нова влада, народна влада, која што ќе има кредибилитет и легитимитет од народот, да вложува заедно со единиците за локална самоуправа, со општините и во проекти кои што не биле ветени за време на кампањата, но проекти кои што ќе значат подобар живот и подобри услови за живот на жителите на тие општини. Како што имаме планови за жителите одека во општина Свети Николе. Јас сум убеден дека следната година ќе имаме одека навистина градежен инвестициски бум, продолжение на тоа што беше оваа година. Во еден неформален разговор со Дејан ми кажа дека повеќе од 90% од планираните капитални инвестиции за оваа година се реализирани, што е исклучително голем подвиг. И убеден сум дека така ќе продолжи во следната година и за жителите на Свети Николе ќе направи подобар амбиент, подобри услови за живот и голем број од тие кои што се имаат иселено ќе се вратат назад, а заедно со новата влада која што ќе предводи ВМРО ДПМН ќе работиме на поголем стандард и повеќе можности и услови за работа и на жителите на општина Свети Николе кои што се овде во општината, но и оние кои што поради политиките на општината, но и нивната влада ќе се вратат назад. Така што штенаш ќе ве дозволете ми на крај да го честитам големиот христијански православен празник Свети Никола. Оние кои што го денеска слават како свој именден, оние кои што го слават како своја култна слава, да им честитам славата, да им го честитам името, да им посакам здравје, среќа ними на нивните семејства. Исто така на сите граѓани во нашата Македонија да им посакам здравје, среќа и успех, бидејќи на сите ќе ни е потребно најпрво здравјето, малку среќа, а нормално ако имаме здравје и среќа ќе бидеме успешни, сигурен сум во тоа. Ви благодарам. Ако имате прашање, ви стојам на располагање. Да прашам, минатиот викенд градоначалникот на Свети Николе кажа дека за 10 милиони денари им е намален буџетот. По минатиот викенд исто така се пожали градоначалникот на Виница дека и таму од 6 до 7 милиони денари намален буџетот. Истовремено тврдат дека имат кочници од власта. И како го коментирате вие тоа? Пред малку испоменавте. Па јас тоа го кажувам често пати во јавноста, што преку изјави, што преку дебати, дека власта се однесува ненародно кон општините каде што градоначалниците се дел од ВМРО ДПМН. И тоа веќе станува пракса. Тоа не се малку општини, тоа се 42 општини каде што градоначалник има ВМРО ДПМН или коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН, а уште во 7-8 општини сме дел од локалната самоуправа. И оваа ненародна власт така се однесува насилнички, што не само што ги крати дотациите и средствата кон општините, туку има и многу примери каде што непринципиелно се одземени ингеренциите во образованието, во делот на градинките и така натаму, што се однесува до реализацијата на проектите кои што треба да бидат финансирани од централната влада во делот на животната средина, програмите, во делот на транспорт и врски програмите, нема ништо. Нема ништо и на тој начин тие ги казнуваат граѓаните. Ајде, можам да го разберам, не знам, Али Ахмети тоа да го прави. Ама не можам да го разберам Бочварски, кој што живее на неколку километри од овде, да го казнува Истокот, само заради тоа што не гласале
не гласале за ВМРО, не гласале за СДСМ, гласале за ВМРО ДП. Але Ахмети да го разберам. Тој се грижи за Зајас, се грижи за Длапкиндол, се грижи за Осломеј и така натаму. Ама не може мој да го разберам, кој што не се грижи за Свети Николе, не се грижи за Штип, не се грижи за Лозово, не се грижи за Велес, за Виница и така натаму. И така натаму. Но убеден сум дека тоа го препознаваат беганите и знаат да оценат и да проценат и многу скоро на предвремените парламентарни избори ќе го кажат судот за ова ненародно и насилничко однесување на ова, би рекол, хибриден режим влада. Така и само за Ковачевски, за во врска со судството и обвинителството, рече дека може тие сами да се изборат за поголема праведност. Што мислите вие, ваш коментар во врска со тоа исто така? Видете, кога имате октруирано и заробено обвинителство и судство од страна на оваа власт, комплетно партизирано, гледате, поставуваат од партиски штабови председатели на судски совет, на Академија за избор на суди, обвинители и така натаму, директно од партискиот штаб. И ги поставуваат таму, че имаме комплетно заробено и октруирано судство и обвинителство. И од друга страна имате коалиција која што ја формираат криминалците и владата. И сега кога имате на така силна коалиција помеѓу владата и криминалците, логично е дека никој од тие криминалци нема да одговара, бидејќи се во коалиција со власта, а власта преку октруираните и партизирани обвинители и судии прави притисок да не бидат обвинувани и судени овие криминалци. И затоа вие денеска, додека имате честни луѓе, патриоти, судени за 27 април и така натаму, нешто што е надвор од принципите и здравата логика за нешто што не го сториле, да седат со години во затвор. Од друга страна имате докажани криминалци, наркобанди, кои што се шетаат слободно само поради таа непринципилна коалиција која што има владата со криминалот и притисокот кој што го врши таа влада преку октруираните и партизирани обвинители суди да овие криминалци бидат на слобода. А од друга страна, ќе повторам, луѓе кои што си сакаат оваа држава поради, би рекол, измислени предмети, измислени дела, се држат веќе 5 години во Зандани. Ете, тоа е Македонија денеска под чизмата на овој хибриден режим кој што го водат ДУИ и СДСМ. Господине Мицковски, околу општинските обврзници, се уште владата не се огласи позитивно на ниедно барање од ниедна општина. Очекувате да се најде некако заеднички јазик со власта? Повторно ќе се вратам на онаа констатација дека власта ги казнува жителите на општините каде што имаме градоначалници од ВМРО ДПМН затоа што не гласаа минатата година за предлозите на СДСМ. Народот не гласаше затоа што тие беа неуспешни и беа криминални. И тоа народот повеќе не сака да го гледа и затоа на избори гласаше за луѓето кои што денеска и покрај сите обструкции, покрај сите кочници кои ги имаат, испорачуваат. Еве гледате тука во Свети Николе денеска зборуваше и Дејан, ова позади нас е направено со сопствени средства. Направени се улици со сопствени средства. Многу работи, многу проекти се направени со сопствени средства затоа што власта врши притисок, ги крати средствата, но со домакинско и честно работење во рамките на можностите се реализира програмата. Еве, повеќе од 90% од капиталните проекти предвидени со буџетот се реализирани. Која е сега целта на власта? Целта на власта е да ги кочи овие општински обврзници, кои што ќе повторам за прв пат во Македонија се издаваат. Целта на власта е да ги кочи сите можни извори на средства за реализација на проекти следната година, бидејќи мисла дека ако не реализираат градоначалниците со тие средства проекти, така ќе паѓа рейтингот на градоначалниците, со тоа ќе паѓа рейтингот на ВМРО ДПМН, а рейтингот на Ковачевски СДСМ ќе расте. Се лажат. Тие што ги советуваат се лажат, затоа што народот точно знае да препознае. И без тие средства градоначалниците на ВМРО ДПМН ќе дадат повеќе од максимум преку честно, храбро, одговорно и посветено работење да испорачат тоа што ветиле. А овие ќе потонат во својата злоба, а на следните предвремени парламентарни избори ќе заминат во опозиција која што ќе трае многу години. Бидејќи никогаш повеќе не треба да дозволиме вакви политичари, злобни политичари, да ја водат Македонија. Затоа што тие во својата злоба прават штета на сите нас. И што е најстрашно, и прават штета на нашата држава, и прават штета на Македонија. Затоа
Ево уште еднашка сакам да информирам македонската јавност дека милиони проекти стојат во депото на владата само поради една причина, политичка. Затоа што владата на ДУИ и СДСМ не сака да дозволи Македонија да се развива. Сакаат Македонија да тапка во место, да се уназадува и потоа таква какво што е, да ја распарчуваат и да ја делат. Тоа е суштина. И сите тие проекти нема да се реализираат, затоа што оваа влада на СДСМ и ДУИ поради политички причини не дава да се реализираат. И затоа граѓаните на Штип, затоа граѓаните на Свети Николе, затоа граѓаните на Карбинци, граѓаните на Лозово, граѓаните на Велес, на Кратово, на Ранковце, на Виница, на Каменица, на Пекчево и така натаму во истокот ќе бидат за жал оштетени поради тоа што владата на ДУИ и на СДСМ не дава да се реализираат овие проекти, затоа што формалноста е да помине преку влада тој документ, иако, ќе повторам, тој документ претходно помина, како што е за Штипската врзница, помина преку македонската хартија, преку Комисијата за хартија од вредност, преку македонската берза и преку Министерството за финансии. Значи, низа државни институции дадоа согласност, на крај формалноста е да помине преку владина седница, се трга од владина седница, еве поради која причина. Затоа што сакаат да ја уништат Македонија, нема друга причина. Потонати во својата злоба, сакаат да ја уништат Македонија. Тие нека тонат во злобата, ние ќе работиме и затоа на следните предвремени парламентарни избори масовно го повикувам народот да излезе, да гласа за ВМРО ДПМН, да гласа за проекти, да гласа за реформи, да гласа за нови политики кои што иднина ќе донесат, а не злоба и пакост. Да не гласаат за луѓе кои што се полни со нихилизам, да не гласаме за луѓе кои што и мислат лошо на Македонија и на македонскиот народ и полни со злоба прават штета. Ете, тоа е мојата порака, која што е резултат на ова вакво вандалско, ненародно и насилничко однесување на власта на ДУИ и на СДСМ. Господине Мицкоски, се откажува скалестото да начување. Ваш коментар? По тоа беше барање од страна на опозицијата, од страна на ВМРО ДПМН, кое што после голем притисок од јавноста и од бизнисот го прифати владата. Законот е донесен, јас повикував што побрзо да го достават од страна на владата законот во собраниска процедура. Тој помине на Комисијата за финансирање и буџет, која што води пратеникот на ВМРО ДПМН Бојан Стојановски. И тоа е добро, затоа што барем во овие моменти на криза ќе имаме некаква предвидливост за бизнисот, за да може да го зачува бизнисот, за да може да граѓаните ги зачуваат своите работни места, бидејќи сега тоа ни е важно. И тоа е добра вест, која што се случи, повторно ќе кажам, на предлог и на барање на ВМРО ДПМН во парламентот. И не само тоа, мислам дека се случи уште една измена, тоа е одложување на данокот кој што требаше да ги оданочува капиталните добивки преку издавање на недвижнини, банкарски депозити и така натаму, нешто што повторно представува олеснување и за бизнисот и за граѓаните и кое што беше повторно резултат на барање на ВМРО ДПМН. Според Организацијата на потрошувачи, 1/3 од фирмите ќе се затворат поради цената на струјата. Што овде може да се направи за да се спасат тие фирми? Јас тоа го зборував пред неколку месеци, дека ќе имаме цунами, енергетско-економско цунами, поради тоа што владата не произведува, иако може да произведува доволно струја, која што би им ја понудила на потрошувачите. Дали се граѓани, дали се бизнис, е сеенно. Доволно може да произведува, ако на време ги планираше производните капацитети. Но за жал тоа не го направи. Не го направи владата и денеска граѓаните, но истовремено и бизнисот плаќаат огромни сметки, можеби најголеми во Европа. И гледам дека не се преземаат мерки. Нешто се прифати тоа што го предложивме ние како опозиција за комуналните предпријатија, училиштата и градинките да предат на регулиран пазар и така натаму, но најголемиот дел повторно остануваат на слободниот пазар, таму цените за струјата рушат рекорди. И тоа допрва ќе се продлабочува во јануари, февруари, март месец и навистина предстои еден многу тежок период. И затоа се потребни избори, затоа е потребна нова влада која што ќе го реорганизира енергетскиот и економски сектор во Македонија и ќе може да даде еден силен инпут врз економијата во насока на поддршка
за да може економијата да остане здрава, да се сочуваат работните места, а од друга страна Македонија да се развива.